420 ученика од тетовските средни училишта, избрани по случаен пат, утре ќе ги покажат своите знаења во рамки на меѓународното PISA тестирање, реализирано од Организацијата за економска соработка и развој. Тие овој пат ќе се обидат да го поправат лошиот резултат од претходното тестирање, на кое како регион сме покажале многу слаби резултати. За таа цел годинава е сменет пристапот кон тестирањето, а веќе неколку месеци траат и подготовките на учениците и наставниците. Дополнително се работи и на нивна мотивација, вели Ахмет Ќазими, раководител на секторот за јавни дејности Тетово. Од сите училишта, значи се тестираат 15 годишници по случаен избор од Центарот за вреднување, Центарот за испити. Од сите училишта по случаен избор се избрани по 70 ученика од различни националности и од различни наставни јазика. И така да тие се подготвени, се тестираат во 3 подрачја и во сите 3 подрачја учениците се подготвени, зашто материјалот на тестот не е од наставниот материјал што се реализира во училиште, туку повеќе доаѓа во израз креативноста на учениците, повеќе доаѓа до израз комбинирањето на знаењето и вештините што го имаат учено за овие 15 години за нивното образование. И од техничка гледна точка, и од професионална гледна точка, училиштава се подготвени и овие 420 ученика од средните училишта од општина Тетово што ќе влегуваат на PISA тестирањето се подготвени и оваа година на овогодишното PISA тестирање убедени сме дека како град ќе излеземе со добри резултати и дека со тоа ќе се подобри целокупниот успех не само на нашиот град, тука и на државата во целина. По тестирањето ќе се направи рангирање на државата според покажаниот успех на PISA тестирањето и дека во нашата држава тоа ќе се реализира, ќе имаме рангирање и во областите што ќе бидат офатени, ќе имаме рангирање и по градови, и по училишта, и по наставни јазици, и по предмети кои што ќе бидат офатени во тестирањето. Сигурно дека бенефити ќе имаат и учениците, и училиштава, и градот во целина, но ова тестирање пред ИСЕ е еден вид на меѓународно тестирање кое што врз основа на кое што се прави и рангирањето и мерењето на квалитетот на образовниот процес на светско ниво. Според последното тестирање PISA, кој опфати 540.000 ученици од 72 земји, македонските ученици се четврти одназад. Односно зад нас се само Косово, Алжир и Доминиканската република. Најдобри резултати пак имаат учениците од Сингапур, Јапонија и Естонија.